Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Болката е една од најчестите проблеми кои што се јавува кај човекот. За начинот и третманот на болка утрово зборуваме со доцент доктор Дарко Саздов, анестезиолог од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Ви благодарам што ме поканивте, баш ми е драго што имам можност да разговарам на оваа тема со вас. Зборуваме за болка. Ајде најпрво што е болка и третманите на болка кои што во моментот се прават, а потоа и за новитетот во втората половина на интервјуто кој што го нуди Аџибадем Систина. Болката представува непријатно чувство кое што има своја физичка и емотивна компонента и која предизвикано е резултат на директно физичко оштетување на ткивото. Меѓутоа може да биде и последица на нешто што човекот мисли дека и наликува на актуелно или потенцијално оштетување на ткивата. Тоа е некоја така со свој збор, со едноставни народски, зборови, да може да не разберат гледачите. Дефиниција која што ја нуди Светската здравствена организација. Поделбите на болката има многу поделби од колку време трае, па се дели на акутна и хронична, од механизмот на настанување и многу поделби кои што се наоѓаат во литературата. Околу јачината на болка, вие имате едно скалило и го делите на посебен начин, која болка најлесно и најчесто се третира во исто време. Да, во однос на јачината на болка има повеќе скали кои што се користат. Наједноставна и секојдневно употребувана е визуелно аналогната скала или ВАС скалата и таа може да се градуира болката на скала од 1 до 10. Најчесто се користи таа и во зависност од тоа се карактеризира болката на, да речеме, лесна, умерена и јака или интензивна болка. Зависно од таа скала, понатаму Светската здравствена организација си препорачува за кој тип на јачина на болка, кој тип на лекови и процедури би биле понудени како можен третман за болка. Во претходното прашање спомнавте хронична и акутна болка. Хронична болка значи нешто постојано се повторува и боли, акутната болка се јавува еднаш, меѓутоа може да биде интензивна. Околу начинот на третманите кај едната и кај другата и околу потеклото. Кога е најчесто хронична, кога е акутна? Акутна имаме актуелно оштетување. Значи од различни агенси, дали е физички, дали е изгореница, дали е хемиски, значи имаме актуелно сега акутно во моментот оштетување и тоа е причината за таа акутна болка или да е повреда, травма. А кај хроничната, кога веќе болката трае повеќе од 3 месеци, без разлика дали е тоа континуирано или се јавува па се губи, се јавува па се губи, тогаш веќе зборуваме за хронична болка. Третманите се разликуваат зависно од интензитетот на болка, најчесто се на почетокот се почнува со наједноставното, односно со лекови од групата на нестероидни антиинфламаторни лекови, па и парацетамол, во комбинација со други методи како физикална терапија, акупресура, акупунктура, психотерапија и така натаму. А понатаму, за ако се расте интензитетот на болка, може да се вклучат веќе понатаму и лекови од појаките, да речем, појаките лекови, особено од групата на опијати, во почетокот со лесни или помалку интензивни јаки опијати, а потоа кај јаката болка и со силни опијати од групата на фентанил, морфин или морфински или фентанилски лепенки. Тоа се обично претпоставувам кај онколошки пациенти кои што се во најчесто терминална се фаза. и онколошки, меѓутоа и некогаш и постхируршки, значи кај пациенти после некоја опсежна хирургија, да во почетокот има потреба од такви лекови. Што е регионална аналгезија? Стално ја употребувате, мислам, многу често, меѓутоа еве да им објасниме на гледачите за што конкретно станува збор. Кога зборуваме за регионална аналгезија, например, значи за разлика од овие лекови кои што се користат за третман на болка, било системски, да речеме, било по орален, венски или интрамускулен пат, веќе регионалната анестезија има локално дејство, делува директно на нервот кој што е засен, кој што го инервира даденото подрачје каде што се јавува болката. Значи се делува се влегува со најчесто под контрола на ултразвук и се директно се, да речам, анестезира или аналгезира нервот кој што е одговорен за трансмисија на болката од дадена зона. Најчесто во почетокот се користат локални анестетици, а меѓутоа нивното дејство е кратко трајно и кога сакаме подолго траен ефект може да се комбинираат со други лекови. Во третманот
Сега има значи најчесто на почетокот кортикостероиди, ПРП терапија и веќе во кај болка која што трае многу долго и сакаме ефектот на нашиот третман да трае подолго, веќе зборуваме за радиофреквентна аблација или за крионевролиза. Ја спомнавте веќе, го најавивте и следното прашање, што е всушност крионевролиза, која што сега, мислам, скоро почна да се прави во вашата болница? Да, ние скоро почнавме, имаме неколку случаи сработено, имаме позитивни резултати, значи тоа е нешто што е не е толку ново, меѓутоа сега добива многу, станува актуелно во европски и светски рамки и се повеќе се користи за третман на пациенти со хронична болка, а всушност представува оштетување, транзиторно оштетување на нервот со користење на многу ладни температури. Што значи ова? Се користи при оперативни, предоперативни зафати, постоперативни? Да, значи може да се користи може да се користи периоперативно, да речеме, значи во периодот пред и после интервенцијата, а може да се користи и независно од оперативната или било која интервенција во третман на хронична болка. И почетоците кога започна да се користи крионевролизата е во третман на оваа периоперативна болка, значи во третман дури и значи во тек на самата оперативна интервенција нервот се визуализира, хирургот го практично визуализира и директно се аплицира многу ладна температура. За потоа со напредокот на технологијата да се измислат овие криопроби кои што се многу минимални тенки игли кои што може да се водат со некои од методите за визуализација, дали ултразвук, дали компјутеризирана томографија, дали радиофлуороскопија и точно да се аплицира таа ладна температура, оваа тенка игла на самиот нерв кој што треба да се аналгезира. Дали во текот на операцијата го користите ова, бидејќи вие сте анестезиолог, го користите како метода? Ние не го користиме во тек на оперативни интервенции, го користиме само во третман на хронична болка. Да. Се прави со посебен апарат? Значи да, тоа е посебна апаратура, во зависност од гасот кој што се користи, значи постојат апарати кои што користат јаглерод диоксид, кои што користат азот и кои што користат аргон. Аргонот е најскапиот апарат, меѓутоа и постигнува најниска температура. И ние го имаме тој апарат со аргон. А методите ги изведуваме било под контрола на компјутеризирана томографија, било под контрола на ултразвук. Колку трае обезболувањето со крионевролиза? Значи, крионевролизата, практично кога зборуваме за крионевролиза, треба да објасниме дека тие температури кои што се постигнуваат можат да одат од минус 20 до минус 100. Во првата група до минус 20 зборуваме за неуропраксија, значи тоа значи само имаме успорување на нервниот импулс. Веќе во втората група имаме која што е посакуваме или второ ниво на оштетување на нервот од минус 20 до минус 100 целзиусови степени, веќе го оштетуваме самиот аксон, меѓутоа структурата, архитектониката на нервот е зачувана и тоа овозможува реверзија, повторно враќање на функцијата на нервот после одреден период. И третата група кога имаме оштетување трајно, кога се температурите поголеми од минус 100. И на тој начин практично се оштетува нервот, се овозможува и сега како нервот се регенерира со некоја брзина од 1 до 2 милиметри на дневно ниво, во тој период пациентот е обезболен и не чувствува болка. Тоа може да трае различно и зависи од повеќе фактори, меѓутоа најчесто периодот е 9 месеци до година дена. Значи практично додека да заздраве период додека се врати функцијата, да, меѓутоа да, додека во тој критичен период пациентот е обезболен. Потоа се продолжува со аналгетска терапија или? Значи потоа најчесто има потреба, најдобро е да се повтори процедурата. Со тоа што во големи број случаи, значи после 2 или неколку такви процедури веќе нема потреба да се направи. Тоа значи дека нервот не е во функција или поминато или поминато е тоа што го предизвикува болка. После кои оперативни зафати најчесто го користите и при кои болки досега го имате користен? Значи најчесто го користиме после поголеми хируршки интервенции, значи после торакотомија, операција на колено, операција на рамо. Тие се некои од најчестите хируршки интервенции, а инаку во светот се користи не само за после хируршки интервенции, меѓутоа и за други, значи кај диабетична неуропатија, мортоневрома, постхерпетична невралгија, тригеминална невралгија и многу други.
Има ли возраст на некоја граница на пациенти кои што може да се третираат или на овој начин со невролиболиза? Не, возрастни граници нема, дури напротив, помладите многу подолг ефект имаат кај помладите. Третирате и деца при вакви операции? Не сме третирани деца. Во светски рамки? Се третираат деца, да, нема разлика во. Меѓутоа кај деца и многу ретко се случува да имаат потреба за таква. Така. Околу бројот на операции кои што досега се направени и ефектите кои што ги имате, зборувам како анестезиолог и доктор? Ова е скорешна интервенција која што почнуваме и да сакаме се повеќе и што повеќе да заживе и да се работи. Се уште немаме некои, да речам, големи бројки, меѓутоа се почесто се работи. Значи, ја работиме не само за третман, исто заборавив да напомнам дека ја работиме и кај онколошки пациенти, особено кај пациенти со карцином на панкреас, напреднати малигноми во абдоменот и малата карлица, каде што се прави крионевролиза на целиот јачниот плексус и на други плексуси кои што се одговорни за трансмисија на болката од тој дел. Самиот третман колку време му одзема на докторот на крионевролиза? Зависно дали ќе се, пошто во некога зависи, тоа се неколку циклуси се прават, обично од 2 до 3 циклуса и зависно дали ќе се на колку нивоа ќе се прави процедурата, меѓутоа трае од половина час до 1 час. Така. Пациентот после тоа останува во болнички услови или се заменува? После тоа останува кратко да го измониторираме, да видиме дека да сме сигурни дека е се во ред и може да си оди. Се случува ли, да кажам, кај онколошки пациенти спомнавме веќе, меѓутоа кај пациенти кои што немаат животно загрозувачка болест да има потреба да се користи ова, да не се оперирани? Да се случува. Тоа се тие пациенти кои што имаат хронична невропатска болка, кои што долго време имаат болка која што веќе го нарушува нивниот секојдневен живот, им го нарушува спиењето, ја намалува нивната работоспособност, веќе се, да речам, и депресивни и бараат помош, секаде имаат побарано помош и веќе, значи, ова е една од методите која што може да им пружи помош. Тоа се ревматски болки најчесто или? Да, значи ревматските болки, значи тоа се пациенти со хронични заболувања на зглобовите кај што може да биде да се искористи ова, меѓутоа не само ревматски, значи може да има, најчесто овие пациенти имаат некоја видна компресија на нервот од надвор која што дали некогаш се работи за крвен сад аберантен кој што притиска на нервот долго време и е причина за практично надразба и таа болка. Не секогаш е некое заболување јасно кое што е причина за таа болка, меѓутоа многу често се ревматските заболувања кога зборуваме за зглобовите на колено, на колк, на рамо. Така. Доктор Саздов, за крај на интервјуто една препорака до пациентите кои што чувствуваат болка. Да им кажеме за каков тип на третман станува збор, дека не треба да се плашат и дека резултатите се да, ова е минимално инвазивна техника. Минимално инвазивна техника се работи, практично нема потреба ни од анестезија, ни некоја посебна припрема, се работи на да речам во амбулантски услови, значи не треба некоја посебна припрема, некој посебен мониторинг и голема наблюдување и мониторинг од страна на персоналот, значи се практично работи во амбулантски услови. Едноставно се изведува, имаме за сега добри резултати, литературата тоа го потврдува и се надам дека се повеќе ќе се работи. Почитувани гледачи, ова беше доктор Дарко Саздов од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со програмата на Слободен печат, следете го ВИП изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.